Добро вечер, почитувани гледачи, тредневник на К3. Во Липовското село Гошинце е мирно, откако вчера ноќта околу 2:30 часот по полноќ, поголема група од околу 40 на лица ја нападнале караулата која што се наоѓа во близина на северната граница. УЧК ја презема одговорноста за нападот во Гошинце. Извесен командант Фљамури за приштинските медиуми потврдил дека нивните структури вчера рано наутро ја нападнале полициската караула на македонско-косовската граница. УЧК повикува на мобилизација против репресијата и дискриминацијата на албанците. Нашата екипа, колешката Кристина Краљевска и снимателот Игор Димитриевски беа на терен. Извесен командант Дживај Радими од Косовско Гнилане е лидер на вооружената група, која синоќа ја нападна караулата во Липковско Гошинце, информираат од МВР. Како дел од логистиката на 40 члената група биле и лица под име Фарух, Еркан и Кадри Бајрами, сите од Гнилане, велат од Министерството за внатрешни работи. Оттаму додаваат дека ги утврдуваат и идентитетите и на останатите членови, како што велат на терористичката група, која синоќа ги нападна и зароби четворицата припадници на македонските безбедносни сили, кои биле дежурни во станицата во пограничното село Гошинце во близина на границата со Косово. Имено околу 2 часот и 30 минути по полноќ, поголема група од околу 40 на лица ја нападнаа караулата Гошинце во близина на северната граница. Лицата биле добро вооружени и носеле маскирни униформи со ознака на УЧК и меѓу себе комуницирале на албански јазик. При нападот биле заробени четворица полициски службеници кои во моментот биле дежурни во караулата. Нападјачите ги разоружале и тројца од нив ги врзале со лисици, започнале и да удираат еден од полициските службеници. Истите извадили камера и го снимале настанот. Лицето кое што ја предводело групата на албански јазик преку преведувач, кој што говорил на лош македонски со србизми, им се обратил на врзаните полицајци со следниве зборови. Ние сме од УЧК, пренесете на сите дека ниту Ахмети, ниту Груевски не може да ве спасат. Од МВР додаваат и дека започнале соработка со косовската и српската полиција. Инаку локалните жители велат дека првпат слушнале за овој инцидент и дека не забележале ништо невообичаено изминатите денови. Се наоѓаме кај браната Глажња во Липковско на околу 15 на километри од Кумановско Гошинце, каде што според Министерството за внатрешни работи синоќа по полноќ околу 2 часот и 30 минути околу 40 на вооружени напаѓачи со ознаки на УЧК ја нападнале полициската станица на македонските безбедносни сили. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, председателот на Собранието Трајко Велјановски и премиерот Никола Груевски одржаа средба на која разговараа за актуелната безбедносна состојба во земјата. Во меѓувреме терористичкиот чин го осудија сите оние кои што се залагаа за зачувување на мирот на Балканот. Иако состанокот траел до доцна во ноќта, од кабинетот на председателот излегува со кусо соопштение дека надлежните институции ги преземаат сите неопходни мерки и активности за расветлување на случајот, за пронаоѓање на сторителите и за нивно санкционирање. На вчерашниот состанок во председателската вила на Водно, кој траел до доцна во ноќта, биле разменети првичните информации за нападот на караулата кај Гошинце, при што државниот врв го осудил инцидентот на северната граница на Република Македонија, стои во соопштението од кабинетот на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, на чија иницијатива беше одржан состанокот. Воедно државниот врв повикува на одговорно однесување на сите општествени фактори и да не се злоупотребува настанот во какви било цели, стои во соопштението. Покрај Иванов, на состанокот присуствува и премиерот Никола Груевски, председателот на Собранието Трајко Велјановски, министерот за одбрана Зоран Јолевски, началникот на Генералштабот на армијата на Република Македонија генерал мајор Горанчо Котески, министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, директорот на управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, директорот на бирото за јавна безбедност Митко Чавков и уште неколку високи представници на безбедносните институции во земјава. Состанокот беше свикан по инцидентот во Гошинце, кој од МВР беше оценет како терористички напад, а во кој околу 40 на лица што влегле од Косово и кои се представиле како припадници на УЧК, заробија четворица полициски службеници и упатија закани по безбедноста во земјава. Во меѓувреме, ВМРО ДПМН најустро го осуди како што велат од партијата терористичкиот настан во селото Гошинце и повика институциите одлучно и решително да постапат за расчистување на овој случај и да обезбедат законитоста, сигурноста и стабилноста по сите основи. Граѓаните на Република Македонија треба да останат смирени и да не дозволат реализација на сценарија чија цел е дестабилизација на земјата и загрозување на редот и поредокот. Сите политички чинители, поединци и партии треба одговорно да се постават во овие моменти, да се воздржат од манипулации и да не подгреват тензии кои се единствено во тесно партиски и лични интереси.
порачаа преку соопштение од партијата. На инцидентот во Гошинце реагираше и ДУИ. Според нив нападот е акт кој наштетува на агендата на албанците во Македонија, како и воопшто на националната агенда. ДУИ ги повика граѓаните да не наседнуваат на провокации. Министерството за надворешни работи на Косово го осуди нападот на полициската станица во Гошинце, а во соопштението се наведува дека веста за нападот била примена со голема загриженост и дека најостро се осудува секој акт на насилство врз органите на редот на Република Македонија и истовремено се апелира на професионална и нееднострана истрага. Официјална Приштина искажува подготвеност да им помогне на македонските авторитети за да се откријат сторителите на овој терористички акт. Во Романов се живее население од различна националност, македонци и албанци. Различната верска припадност не ги спречува ниту возрастните, ниту најмалите секојдневно да комуницираат, да се дружат и забавуваат. Во селото има и црква и џамија, а во основното училиште настава се држи и на македонски и на албански јазик. Прилог на Виолета Зафировска. Меѓуетничкиот живот во Романовце никогаш не представувал проблем. Различната верска определба не представува пречка за секојдневниот живот, а како што велат тамошните жители, и во најтешките моменти си помагаат еден на друг. Традицијата и празниците подеднакво се одбележуваат и празнуваат, затоа што во селото постои и црква и џамија. Проблеми никогаш и да немало, животот овде е убав, мирен, а дури и да има некаков проблем, сите заедно го решаваме затоа што тоа е во интерес на сите нас, велат тие. Па јас сум во Романовце, убаво да се живее. Иначе јас сум девојка од Романовце и тука сум мажена. Соживот со албанци е добар. Некогаш проблеми со сепак тоа се деца, може да се замерат за се? Не, сега за сега мои се мали. Нема никаков проблем да дојдат од школа и да кажат некој проблем дека имало со деца во школа. Не. Супер, до сега е супер, па до сега натам ќе видиме. Моментално мултиетнички е многу добро со сега. Кога беше Проблеми во 2001 година, кога беше се во ред? во наше село не имал никад проблем. Немалите дечиња Кико и Нате, кои ги затекнавме како си играат пред нивната куќа, не потсетија на времето кога сите ние игравме на улиците и се слушаше детски джагори врева. Вела дека им е убаво да живеат тука и дека се дружат со другарчињата албанци. Кажи ми, идеш ли во училиште? Да, Кое одделение си? второ, Како ти се допаѓа ли на училиште? да, Имаш ли другарчиња албанчи? да, Колку години имаш? 5. Како се викаш? Кико. Имаш ли другарчиња? Не, ја не иду школа. Како се играте? Што играте? Мавачки, жмурки. Жителите се надеваат дека добриот соживот ќе продолжи и ќе биде пример и за идните генерации, како треба да се почитува секоја различна од својата верска и национална определба. Преку проектот за енергетска ефикасност, што веќе трета година поред се реализира во Куманово, со топлотно изолирани фасади се очекува да се обноват сите згради на малиот и големиот плоштад. Од општината апелираат до куќните совети на зградите кои не дале согласност да ја преиспитаат одлуката и да се вклучат во реконструкцијата на фасадите и столаријата, затоа што се работи за инвестиција која ќе донесе долгорочни бенефити, пред се на заштеда на средства за потрошена енергија за затоплување и ладење на нивните домови. Обнова на фасади на градскиот плоштад со топлотна изолација се спроведува кај 4 згради. Обновата на фасадите е дел од проектот за енергетска ефикасност, што се спроведува преку Хабитат општина Куманово и со поддршка на УСАИД. Градежните активности се реализираат по претходна едногласна согласност со станарите, при што општината учествува со 30% од вкупните средства, а останатите се обезбедуваат преку кредитирање без камата, кој ги доделува Хабитат на самите граѓани кои треба да ги вратат во период од 3 до 5 години. Предвидено е сите згради на малиот и големиот плоштад да бидат енергетски изолирани и обновени, но како што информираат од општината, наишле на негодување кај станарите. Оттаму порачуваат куќните совети да ги преиспитаат одлуките и да се вклучат во проектот. Општина Куманово со одлука на Совет на општина ќе иде за секоја зграда подетално под потпишување на договор со Хабитат за обезбедување на одредени средства кои што ќе бидат како помош на куќниот совет, на управителите, на станарите на стамбените згради. Така да, мислам дека, еве затоа и овој апел до граѓаните на Куманово и на
станарите од стамбените згради да ги погледат уште еднаш сите активности кои што се досега направени, да ги преиспитаат нивните одлуки и да се обратат за нејасни работи. А мислам дека од наша страна ќе има максимална помош за да тоа се реализира. Енергетската ефикасност на домувањето е значајна од повеќе аспекти. Овозможува заштеда на енергија, што е значаен приход за станарите, а од друга страна овозможува и естетско уредување за Куманово, бидејќи најголем дел од зградите кои се имплементирани во проектот се лоцирани во самиот центар на градот. Све зграде што е могуќе треба да се направи. Све зграде постојат што има, али да не се промени да кажем проект на изглед на зграда. Не би требало ни да се бони, требало би да се сложат. Треба да се продолжи со реализација, баш поради таа ефикасност енергетска, пошто знаеме дали се троши помалку струја, се помалку грејење, помалку така исплатливо е тоа. Нешто се улага, нели, позитивно за зграда, за фасада, за изглед на град. Од граѓаните се прифаќа, и лично од мене се прифаќа. Проектот за енергетска ефикасност започна со реализација пред 3 години и се очекува да продолжи до крајот на годината. Надлежните додаваат дека покрај зградите од центарот доброволно може да се вклучат и станарите од другите делови од градот. При промената на фасадата се води сметка за зачувување на постоечката архитектура и оригиналниот изглед. Утврдени се критичните точки на реките во Кумановско. Информациите се доставени до надлежните институции на државно и локално ниво. Дирекцијата за заштита и спасување чека на позитивен одговор и се надева дека во текот на летните месеци ќе се расчистуваат критичните точки во должина од 15 километри, за да се спрешат евентуални поплави и излевања. Приближно 15 километри до оштеченијата на реките во општините Куманово, Липково и Старо Нагоричане треба да се исчистат наредниот период. Точките се утврдени, веќе се и доставени до надлежните институции, како на локално, така и на државно ниво. Мора да се превенира за да се спречат идни поплави и изливања на реките во овој регион и да се спречат материјалните штети кои ги претрпеа предпријатијата и домаќинствата. Точките се утврдени, ги има околу 15. Сега се чека на одговор од надлежните. Веднаш по завршување на овие активности ние ги доставивме до кризно координативно тело. Тие се доставени до Влада на Република, сега уште не се одобрени, немаме повратна информација, но имаме сознание дека ќе бидат голем дел од овие критични точки одобрено за чистење, но чека се летниот период, бидејќи треба да се намали ниво на речните корита. И да ни дозволат во овој период, не сме во можност да ги чистиме она како што треба. Критичните точки се повеќе или помалку познати за кумановската јавност. Како и да е, сите мора да се исчистат, иако во моментов не постојат услови, односно нивото на водостојот е повисоко, па затоа ќе се чека на летниот период за чистење на реките. Дирекцијата за заштита и спасување и останатите надлежни институции веќе реагираа за време на поплавите кои го зафатија Кумановско изминатиот период и исчистија дел од критичните точки во реките. Активно учествувавме во превентива и санирање на настанатите поплави во месецот јануари и најавување дека ќе има големи дождови наредни поплави. Ние активно учествувавме заедно со локална самоуправа. Локална самоуправа активно се вклучи со своите јавни предпријатија, со територијална противпожарна единица, како што знаете ангажиравме и војниците од Арама. Значи успешно после таа поплава од 23.1.2015 превентивно делувавме за наредната најавена поплава на 1 со чистење на речните корита, со поставување на реката Липковка на вреќи со песок и успеавме, значи превентивно да делуваме и да не настане голема поплава. Согласно Законот за локална самоуправа и Законот за води, надлежни за чистење се локалните власти во урбаните средини, додека вон урбаните средини надлежно е водостопанското предпријатие, кое е задолжено за чистење, проширување и продлабочување на речните корита. Во 2010-та, екипите на Дирекцијата за заштита и спасување, која тогаш беше надлежна, исчисти околу 18 километри реки. Дел од тогаш исчистените локации, особено во Липковско, беа стабилни за време на обилните и долготрajни врнежи кои го зафатија регионот на крајот од јануари и почетокот од февруари годинава.
Од одделението за изградба и одржување на општина Крива Паланка ги информираат сите учесници во сообраќајот да бидат внимателни на патот кој води кон манастирскиот комплекс, каде има појава на свлечиште, поради што сообраќајот се одвива отежнато. Одговорните работат на терен на оваа, како и на другите локации каде има одрони кои се последица од поројните дождови од зимските месеци. Од општина Крива Паланка ги известуваат сите учесници во сообраќајот дека поради појава на свлечишта и одрони отежното се одвива сообраќајот кон манастирот Свети Јоаким Осоговски, посебно на делот на околу 150 на 200 метри од исклучувањето од главниот пат кон манастирот. Во тек се градежни активности за расчистување на одроните од карпест и земјен материјал, информираше Никола Граматиков, раководител на општинското одделение за изградба и одржување. После обилните врнежи кои што се случија во текот на месец јануари 2015 година, се јавија поголем број на оштетувања на комуналната инфраструктура, а посебно на локалните патишта. Имаме појава на голем број на ново настанати слечишта на патните правци, кај што веќе имавме и некои стари слечишта кои што се од таков обем што општината не може да се справи и целосно да ги чисти, односно да изврши санација на истите, а овие нови слечишта представуваат дополнителен проблем и се обидуваме сепак тие локални патишта да ги држиме колку толку во некоја состојба да може нужно да се одвива сообраќајот. Критичен е и делот од улицата во Дурачка река, каде исто така се работи на санација на свлечиштето. Патот кон село Станци е единствен пат кој што во моментот е за тој дел од територијата на општина Крива Паланка, така да со повремено чистење на постоечките слечишта и со чистење на ново настанатите слечишта, сепак патот се одржува во каква таква состојба за одвивање на сообраќајот. Би ги замолил исто така граѓаните да имаат разбирање за состојбата со која се соочува општината, дека не е во можност, поради обемот на градежните работи, да изврши целосно санирање на постоечките одрони и слечишта, да имаат разбирање да возат внимателно на тие делови од локалните патишта и да ги почитуваат сообраќајните знаци кои што се поставени. Одроните се последица на временските неприлики од зимскиот период, а одговорните од локалната самоуправа, освен современа санација, се залагаат и за обезбедување на средства од надлежните државни служби за трајни и комплетни решенија. При тоа апелираат до граѓаните да имаат разбирање за состојбата. Светот денеска го одбележува Меѓународниот ден на планетата Земја, кој Обединетите нации го прогласија за ден посветен на борбата против загадувањето на животната средина. Основното училиште Крсте Мисирков по тој повод одржа хепенинг со серија содржини со цел подигање на еколошката свест кај граѓаните. По повод 22 април, светскиот ден на планетата Земја, во основното училиште Крсте Мисирков се одржа хепенинг со серија содржини, активности насочени кон подигање на еколошката свест кај граѓаните, пред се за заштита и зачувување на планетата. Обединетите нации во последните години, особено две, и секоја година организираат, значи заштита на акции, заштита на планетата, организираат зелени градови, зачувување на средината. Тоа е целта да се подигне нивото на свеста за заштита на средината, особено кај нашите идни генерации, а тоа сите тие идни генерации го дознаваат преку нашите програми што се реализираат во нашите училишта. Целта преку овие активности е што повеќе луѓе да се здружат за подигнување на гласот за заштита на планетата Земја, да се спречи загадувањето на водата, воздухот и почвата, вели професорот по биологија. Треба сите свесно, значи поединци, да настојуваме да се заштитиме себе си, да заштитиме природата, бидејќи нашата планета е само една, немаме резервна планета, затоа треба постојано овој ден, не само на 22 април, да го славим, да го одбележуваме, туку да биде секој ден, бидејќи е само една планета.
Учениците преку разни пораки порачаат дека планетата ќе се заштити ако не се сечат шумите, се стават филтри на фабриките, ако се намалат издувните гасови од автомобилите, ако не се фрла отпад во природа и истиот се рециклира. Езера се уништуваат, со отпадоци се загадуваат. Луѓе, ваква слика навистина боли. Земјата не ја чуваме, убавините ги уништуваме. Река мирна, тажна сказна, ливада ширна, без зелена трева. Поради тоа, кон планетата Земја треба да се однесуваме со должно внимание, бидејќи земјата на човекот и на другите живи суштества им дарува живот. Одбележувањето на овој ден почна во САД, а од 1992 година и во целиот свет. Во општина Старо Нагоричане беше пуштена во употреба работилница за шиење носи и изработка на сувенири, како дел од проектот Унапредување на човекови права и заштита на малцинства во Југоисточна Европа. Во просториите на Центарот Млади за млади во општина Старо Нагоричане беше пуштена во употреба работилница за шиење носи и изработка на сувенири. Настанот е дел од проектот Унапредување на човекови права и заштита на малцинства во Југоисточна Европа, а го спроведува културно-уметничкото друштво Српски вес во соработка со општина Старо Нагоричане. Во склоп на ова работилница жените ќе бидат обучени од страна на инструкторот Миодраг Ангеловиќ и е магистар по модерно ткање во Брисел. Така да тој има доста искуство и е стручен да ги обучи самите жени кои подоцна треба да изработат 36 носи. Ова е една многу добра идеја и добра прилика да заживее овој крај, да го зачуваме фолклорот, традицијата, да зачуваме српската историја и националност. На настанот присуствуваше Александра Вуиќ, представник на Советот на Европа кој го финансира проектот, како и градоначалникот на Старо Нагоричане Милован Стојковски, кој како што беше истакнато е особено заслужен за успешно реализирање на проектот. Овој проект на Советот на Европа е во 7 држави на Балканот, во Југоисточна Европа, значи Хрватска, Србија, Црна Гора, Косово, Албанија, Македонија, Босна и Херцеговина, така да на некој начин сме од Македонија изберени како српска заедница, која што може да спроведе еден ваков проект. Инаку сакам да кажам, добро го осмисливме проектот. Проектот во првата фаза има формирање на културно-уметничко друштво, подружница на културно-уметничко друштво Српски вес од Куманово, направивме во Старо Нагоричани. Вториот дел е, значи, да пробаме да изготвуваме, купивме машини, разбој, машини за шиење, 4 жени доле во работилницата ќе изготвуваат народни носи за културно-уметничко друштво, а планиравме да изготвуваат и сувенири. По завршувањето на проектот планирана е изложба на која ќе биде представено сето она што ќе биде изработено. Иако проектот е временски ограничен на 10 месеци, координаторите се надеваат на негово продолжување со постепено проширување на работилницата и зголемување на бројот на вработените. Јоханес Хан, еврокомесарот за соседска политика и пристапни преговори, по состанокот на шефовите на дипломатиите на Европската Унија по расправата за состојбата во Македонија, изјави дека политичката криза во Македонија мора да има две димензии, односно правна и политичка разрешница. По средбата со премиерот Никола Груевски во Брисел, Хан беше децитен дека во моментов Брисел очекува целосно разрешување на политичката криза во земјата. Груевски во Брисел присуствуваше на состанокот на премиерите од Западно-Балканската шесторка, на состанокот со ЕУ за интеграција во копнениот, речниот и воздушниот сообраќај во заедничката европска мрежа. Јасно е за нас дека владењето на правото мора да се почитува и дека целосна истрага мора да се случи. Од друга страна ја повикувам опозицијата да се врати во парламентот и таму да има анкетна комисија која ќе се занимава со оваа прашање од политичка перспектива. Но ова не може да значи дека кривичниот аспект на овој случај не треба да се следи. Мора да видиме две димензии, кривична и политичка, порача еврокомесарот. Според него позицијата на ЕУ е јасна. Двете области мора да се следат и да се решат на значаен и конструктивен начин. Тој ги поздрави обидите на европратениците за посредување во постигнувањето на политичко решение меѓу власта и опозицијата, потенцирајќи дека станува збор за земја со европска перспектива и која како таква мора да го почитува меѓународниот и европски стандард на владење на правото. Американски, републикански и демократски сенатори бараат од председателот Барак Обама да обезбеди безбедна зона во Сирија. Талибанците го најавија почетокот на пролетната офанзива во Авганистан. Иран го поздрави запирањето на воздушните напади во Јемен. Голема вежба на НАТО во Естонија за кибернапади. Ова се вестите од светот.
Американски републикански демократски сенатори бараат од председателот Барак Обама да се обезбеди хуманитарна безбедна зона во Сирија поради премногу тешките услови во кои живеат милиони раселени луѓе поради војната во оваа земја. Сирискиот народ се соочува со хуманитарен кошмар од огромни размери, напишале републиканските сенатори Џон Меккейн и Линдзи Грејем, како и демократите Ричард Дарбин и Тим Кейн во писмо упатено до Обама. Талибанците го објавија почетокот на пролетната офанзива во Авганистан, се наведува во соопштението, кое тие го доставија до медиумите. Офанзивата е насочена претежно против странски војници и дипломати. Исламистичкото движење изрази одлучност да го продолжи џихадот, а пролетната офанзива, која ова година е наречена Азам, стабилност ќе почне в петок. Судирите во Авганистан, особено во планинскиот регион на границата со Пакистан, традиционално се интензивираат на почетокот на пролета и потопењето на снеговите. Иран го поздрави запирањето на 4-неделната воздушна кампања во Јемен од страна на коалицијата предводена од Саудиска Арабија. Според Иранското министерство за надворешни работи, тоа представува чекор напред во изнаоѓање мирно решение во таа земја. Претходно Саудиска Арабија соопшти дека кампањата врз шиитските хути бунтовници во Јемен завршила, бидејќи биле постигнати саканите воени цели. Во меѓувреме, американскиот претседател Барак Обама изјави дека Вашингтон го предупредил Техеран да не испорачува оружје во Јемен. Околу 400 компјутерски експерти ќе учествуваат оваа недела во големите вежби по кибербезбедност во Естонија. Вежбите се дел од напорите на НАТО да осовремени капацитети за противдејствие на потенцијални хакерски напади. Во годишните вежби во Центарот за киберодбрана на НАТО во Талин ќе учествуваат тимови од 16 држави. Во 2007 година естонски владини медиумски корпорацијски вебсајтови беа парализирани од кибернапади, организирани според властите од Русија. Москва негира дека има било каква врска со нападите. Во кошаркарскиот шампионат на Македонија, екипата на Куманово продолжува со надпреварите во Суперлигата. Утре во Скопје во 19 часот кумановци ќе го одиграат спорниот меч против Карпош Соколи. Екипата на Куманово поблескаваат игра против МЗТ Скопје, продолжува со подготовките за надпревара против Карпош Соколи. Добрата игра против шампионот придонесе за одлична атмосфера во тимот, па од тие причини со нетрпение се очекува утрешниот надпревар, на кој според кошаркарите ќе се атакува на нова победа. Конкретно утре доаѓа реков многу важен напред против Карпош Соколи. Па по сите превирања со Карпош Соколи, една закажана, втор пат 0-20 за нив, 20 за нас, така да играчите се самоуверени начело со мене да ќе пружиме добра партија со верувам фер и коректно судење, ќе стигнеме до уште една нова победа која ќе ни ги отвори широм вратите до меѓу првите 4 и кандидати за плейоф во Македонија. Расположението во тимот е одлично, исто како и здравствениот бултен кој е поволен, односно нема повредени и болни кошаркари. Доколку Куманово успее да освои победа во Скопје, ќе направи одлична атмосфера пред следниот меч на домашен терен во сабота против Кожув. Само што започна кошаркарската Суперлига, а веќе се случија несакани инциденти. На надпреварот во Гевгелија помеѓу Кожув и Работнички се случи голем инцидент во кој учествуваа домашниот тренер и неколку кошаркари на домаќинот. Комисијата за надпреварување при Кошаркарската федерација на Македонија ги извеше казните за актерите на мечот помеѓу Кожув и Работнички на кој се случи инцидент. Кожув во касата на федерацијата ќе мора да плати 248.000 денари, додека голема казна за работи домашниот тренер Милош Пејич, кој доби едногодишна суспензија за вршење на тренерската функција. Исто така и кошаркарите на Кожув, Шепа, Јанјушевиќ, Дунџерски и Главчев се казнети со по еден напревар и нема да можат да наиграат против Фени во следното коло. Германскиот првак Бајер Минхен со големи 6-7 го совлада Порто на Алијанс Арената и со тоа заслужи место во најдобрите 4 на стариот континент. Барселона славеше против ПСЖ и на реваншот на Nou Camp, па со вкупно 5-1 обезбеди пласман во полуфиналето од Лигата на шампионите. По поразот на Драгао 3-1 речиси сите беа скептични за шансите на Бајерн Минхен за пласман во следната рунда. Сепак тренерот Пеп Гвардиола психолошки добро ги подготви своите играчи
па и покрај тоа што одиграа без неколку стандардни првотимци како што се Робен, Рибери, Швајнштајгер, Алаба, успеа да ја анулираат негативата славејќи со 6-1. Германскиот тим делуваше многу помоќно за разлика од првиот меч, па по 40 минути игра имаше големи 5-0. Серијата на голови ја отвори Алкантара во 14-та минута, а во 22-та ја проложи Боатенг. 5 минути подоцна Левандовски го постигна својот прв гол на мечот за 3-0, а не помина долго во листата на стрелците се запише и Томас Милер, кој на овој надпревар забележа 2 одлични асистенции. Токму на негово додавање Левандовски во 40-та минута погоди за 5-0, резултат со кој се замина на паузата. Во вториот дел притисокот на Баерн опадна, а тоа го искористија гостинските играчи, кои преку својот прв обид кон голот во 73-та минута преку Джексон Мартинес го постигнаа почесниот погодок. На 2 минути до крајот на мечот прекрасната вечер на баварците ја заокружи Чаби Алонсо со феноменален гол од слободен удар за конечни 6-1. По победата од 3-1 во Париз стана јасно дека каталонците ќе бидат полуфиналисти, но требаше да се одигра реваншот. На Nou Camp Барселона повторно покажа дека во моментов е подобар тим од Пари Сен-Жермен, па со победата од 2-0 го потврди пласманот во следната рунда. Стрелец на двата гола беше бразилската звезда Неймар, првиот во 14-та минута по спектакуларниот продор и асистенцијата на Иниеста, а вториот во 34-та минута по центар шутот на Даниел Веш. Вечер на програмата се возвратните дуели од двобоите на Реал Мадрид и Атлетико Мадрид и на Монако со Јувентус. Во денешните спортски информации од меѓународната сцена ќе ви информираме за кошаркарските случувања. Во НБА лигата ноќеска беа одиграни плейоф надпреварите, а на програмата беа 3 дуела. Во кошаркарската Евролига вчера во интересни надпревари победи остварија екипите на Олимпијакос и Ефес. Во четвртфиналната серија во НБА лигата во источната конференција, екипата на Вашингтон како гостин го совлада Торонто со 117-106 и победи со 2:0. До вториот брейк тимот на Вашингтон го предводеше Бредли Бил со 28 и Џон Вол со 26 кошеви, при што Вол имаше дури 17 асистенции. Кај домаќините поразот не може да го спречат одличните Демаркус Дерозан и Луис Вилијамс кои постигнаа по 20 поени. Екипата на Кливленд го совлада Бостон со 99-91 и победи со 2:0 во серијата. Творци на победата беа одличниот Леброн Джеймс со 30 и Ирвинг со 26 поени, додека во Бостон се истакна Ајсеја Томас со 22 коша. Хјустон успеа да го совлада Далас со 111-99 и да победи со 2:0 во западната конференција. Триото Хауард, Смит и Харден беа креатори на триумфот, постигнувајќи 67 од вкупно 111 поени на Хјустон. Хауард 28, Харден 24 и Смит со 15 поени ја одиграа клучната улога во победата. Кај Далас со ефикасноста се истакна одличниот Монта Елис со 24 кошеви. Во кошаркарската Евролига се одиграа исклучително интересни напревари. Во Атина Олимпијакос за победата над Барселона од 73-71 го направи завршниот чекор за пласман на Final Four. Во преполнетата сала домаќините во текот на целиот меч имаа постојано водство. Повторно јунак на победата беше Принтези со 19, а веднаш до него испанули со 15 поени. Во Барселона се истекна ветеранот Наваро со 14, односно младиот Сатурански со 12 кошеви. На следниот меч кој повторно ќе се игра во Атина, Олимпијакос со победа ќе обезбеди пласман на завршниот турнир. Исто така и вториот напред помеѓу Анадолу Ефес и Реал Мадрид донесе интересна кошарка, во кој домаќините остварија победа од 75-72 и намалија на 2:1 во серијата. Јунак на победата на турскиот тим беше американецот Дженингс со тројка во последните секунди, а при тоа реализираше и 21 поен. Српскиот интернационалец Ненад Крстич оствари учинок од 17 кошеви. Во Реал се истакна Родригес со 17 и Љуљ со 15 поени. Времето во Македонија сончево и ветровито, а попладне со услови за локален дош и грмотевици. Во текот на следните денови температурата ќе се движи од 12 до 22 степени, а најтопло ќе биде во недела со 26 степени. Метео за североистокот.
Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Пријатна вечер.